Среда, 26 април, кратки вести во 12 часот. Мисијата на представниците на Бернската, Рамсарската и ЮНЕСКО конвенциите во нашата држава во врска со отворениот файл за наводни негативни влијанија врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица кандидати за Емералд подрачја поради развојот на инфраструктурата. Денес и утре се во посета на Охрид и Струга, предводена од извршниот секретар на Бернската конвенција Микаел Путиерски го посетат Националниот парк Галичица, општините Охрид и Струга, а ке се оствари и теренска посета на Студенчишкото блато, областа кај Свети Наум и Охридското и Струшкото крајбрежје. Повторно нафтена дамка во каналот Студенчишта. Читатели на Охрид прес испратија фотографии и видео е забележана на потегот над мостот кон езерската полиција. Од подрачната канцеларија на Државниот инспекторат за животна средина извршен е вонреден инспекцијски надзор и информираа дека ќе се води постапка. Ова не е прв ваков случај и граѓаните кои ги испратија до нас материјалите апелираат на поголема грижа и од корисниците на пловните објекти, но и од одговорните лица за да се спречат слични инциденти во иднина. Декларативните заложби за заштита на Охридското езеро повторно ставени на тест во период кога представници на Бернската, Рамсарската и ЮНЕСКО конвенциите го обиколуваат крајбрежјето. На фотографија објавена на социјалните мрежи се гледа како градежни машини буквално истураат бетон во езерото. Според прикажаното на фотографијата најверојатно се гради мост, а направена е на потегот помеѓу Поградец и Тушемишта на албанската страна на Охридското езеро. Истата е уште еден доказ за колективната неодговорност на одговорните од двете страни на езерото. Покрај другото, огромен проблем на албанската страна е и отпадот од рудниците во Албанија, кој продолжува да го загадува екосистемот на најголемото езеро на Балканот. Времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.